Сега е 7 часот и 23 минути, па време е и за првото гостување во студио, а со гостувањето во следните минути ќе го истакнеме големиот исчекор и големиот успех за македонското здравство. Именно за прв пат во нашата држава е направена сложена хируршка интервенција кај дете со ретка деформација. Меѓутоа за овој успех и за останатите успешни хируршки зафати и операции кои што се прават на Универзитетската клиника за травматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар, ќе разговараме токму со првиот човек на клиниката, односно доктор Игор Мерџановски. Благодарам за денешното издвоено време. Благодарам и на вас за поканата. Пред недела и нешто имавме интервенција на 4-годишно момче со конгенитална болест, ретка болест, која што настана уште во ембрионалниот развој, спренгелов деформитет, каде што дел од лопатката е на повисоко ниво од нормалната лопатка. Некојаш постои и двете лопатки да се доста високо поставени, кои што на самиот пациент му ги ограничуваат движењата во рамениот дел на раката. Така да ова операција ја направивме со помош од колеги од Турска. Мултидисциплинарен пристап имавме, повеќе хирурзи, анестезиолози, техничари беа вклучени во оваа операција, каде што исто така се направи обука на персоналот за ваков тип на операции. Ваквите пациенти претходно беа праќани во странски држави, каде што се плаќа високи енормни суми за лекување, а да не напоменам дека и самите родители треба да патуваат во тие земји, да се ги сносат трошоците. Така да момчето веќе е пуштено од дома, се наоѓа во добра здравствена состојба, покрај овој деформитет кој што настанува од висок ризик и од висок степен на операција, поминавме сосем одлично, така да. И навистина, кога исходот е добар и пациентот е во одлична состојба, тоа е она што вас ве мотивира да продолжите. Освен овој зафат кој што е изведен за прв пат, периодов навистина имате и многу други сложени интервенции кои што носат успех и на вашата клиника, меѓутоа и воопшто за нашето здравство. Меѓутоа ќе ги споменеме малку подоцна. Во однос на хируршките тимови навистина се многу често досега докажани, но какви се реалните услови кои што ги имате за работа и колку тоа знае или да допринесе или пак можеби во одреден дел да ги спречи на некој начин ваквите интервенции? Па системските проблеми се присутни кај нас на клиниката, но добро ги менаџираме. Тимовите се преоптеретени, даваат се од себе. Имаме недостаток на човечки ресурси, недостаток на опрема, недостаток на технички дел од типот на нови соби за операции, кои што сега во моментов ги реновираме. Посветеноста на медицинскиот персонал е на доста високо ниво. Сега за сега добро се справуваме. Се надевам дека во блиска иднина ќе имаме дополна на свеж медицински кадар кој што ќе помогне за развивање на нашето здравство на повисоко ниво. Разговараме секако и за медицинскиот кадар и за интересот дали го имаат младите и колку всушност оваа клиника е местото каде што можат да стекнат огромно искуство. Меѓутоа, исто така ќе ја споменеме и вчерашната интервенција, која што повторно е голем исчекор. Ќе ни кажете за што точно станува збор, односно беше изведена операција на навигацијски систем за тотална протеза на колк, така што повторно имаше и тимови од странство, па ета, ќе ни кажете за што точно станува збор и колку е комплексно и сложено. Вчера, па вака се на клиниката тоа рилс постојано имаме новитети. Ние веќе година и нешто работиме со најнови методи, најнова апаратура. Во фаза сме на одбирање на нова апаратура која што ќе ги оправда средствата
кои што ќе се потрошат за неа, од типот на навигација, роботски системи кои што ќе помогнат во операциите, ќе го намалат ризикот од било каква лекарска грешка, исто така и ќе убрзаат да младите лекари побрзо се стекнат со знаењата кои што ако без ова опрема и техника и софтвер ќе им треба доста подолго време за да стигнат до повисоко образование и оперативни техники. Вчера е направена повторно една операција за прв пат во нашата Република Македонија. Тоа е навигација на тотална протеза на колк, артротичен колк со замена. Грешката е сведена на нула, за да дел од тие импланти кои што се ставаат не се стават во точна и правилна позиција. Операцијата помина одлично, се едуцира млади лекари, имаме ентузијасти, млади лекари кои што доаѓаат, но треба да најдеме начин како да ги задржиме кај нас. Се надевам дека оваа влада дека ќе помогне како што и до сега во минатиот година и пол период ги вработивме скоро сите договорци, сега повторно имаме дел од лекари и медицински персонал кој што ќе треба да го задржиме кај нас за да можеме да функционираме како што треба. Медицинскиот персонал и тимовите кои што се на клиниките се клучен дел од целиот ваш процес на работа. Меѓутоа, секогаш знаете да излезете и во пресрет на останатите болници низ земјава, колку и тоа да е предизвик со оглед на тоа што некогаш недостасува медицински кадар, време, а и пациенти кои што го чекаат својот ред. Имавте неодамна и успешна соработка во Прилепската болница, така што прашањето е повеќе во однос на тоа колку реално имаат потреба останатите здравствени установи во земјава од помош и колку вие сте секогаш во можност да ја дадете. Би ви исправил, најголема потреба имаат пациентите од нашата дисперзија. Кои чекаат во другите болници низ земјава. Од нашата дисперзија, исто така има потреба и терцијерното здравство за да го намали притисокот кој што го добива од внатрешноста. Тоа значи дека овој проект кој што го тераме заедно со Министерството за здравство, Владата на Република Македонија, советниците кои го водат овој проект, исто така и Фондот за здравство, се воведуваат нови техники кои што се работат кај нас на клиниката за Тоари Луц, поготово на ортопедија и травматологија, за дисперзија на дел од оперативното лекување. Имаме дисперзија во Куманово, имаме во Тетово, во Гостивар и имаме дисперзија во Прилеп, каде што веќе на повисоко ниво ги префрламе оперативните техники. Таму имавме операција на рбетен столб, кој што за подолго време прв пат направена дисперзија на вакво оперативно лекување надвор од терцијерното здравство и клиниката Мајка Тереза. Што е одлична соработка и како што кажавте, повеќе сте потребни на пациентите, се разбира. Меѓутоа, освен, го споминавте и пред малку реновирањето на вашата клиника, освен физичките простори кои што се реновираат и кои што се подобруваат таму условите, колку сме во чекор со современата технологија, нешто кое што ви е неопходно за работа, особено кога станува збор за вакви ретки интервенции кои што за прв пат се случуваат во Македонија. Работиме на неколку проекти моментално на клиниката на Тоари Луц. Тоа е моментално се реновираат салите, оперативниот блок, првиот оперативен блок кој што зафаќа 4 оперативни сали, е во завршна фаза и очекуваме некаде после нова година да биде пуштен во употреба. Веќе година дена и повеќе се работи на реновирање на клиниката за интензивно лекување и анестезија. Тука сме исто така во завршна фаза. Имаме недостаток на опрема која што очекуваме дека во брзо време ќе добиеме опрема која што ќе биде најсовремена и мислам дека со таа опрема ќе се качиме на мапата, на светската мапа за анестезиолошко лекување на самата клиника. Друго, би сакал да кажам дека во овој временски период, некаде од 4 месеци наназад,
обезбедени се неколку апарати од најнова технологија, рентгенски апарат кој што ќе биде на клиниката за травматологија, дел од одредени апаратури кои што се користат во оперативните сали, од типот на апарати кои што ќе помогнат при оперативно лекување на тумори. Исто така нов DEXA скен ќе биде инсталиран за кратко време. Обезбеден е Плазма Макс апарат за вонтелесно пречистување на крвта, така да клиниката, а и целокупното здравство полека се опремува со најсовремена техника и технологија. Докторе, клиниката, односно тоа Рилуц е едно од најфреквентните центри и навистина секојдневно имате безброј пациенти. Меѓутоа, што се случува во однос на вашиот обем на работа периодов? Какво зголемување имате на интервенциите и најчесто зашто? Во моментов ние константно имаме голем број на пациенти кои што доаѓаат, нели, тоа се пациенти со сообраќајни незгоди, други несреќи кои што се случуваат во домашни услови, на одредени градилишта, така да палетата е доста широка. Морам да напоменам дека со уклучувањето на системот SafeCity имаме намален број на сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди. Значи, некаде околу 20 до 30 пациенти вадевме статистика пред некој ден, 15 дена пред уклучувањето и 15 дена после уклучувањето на овој SafeCity, што ни е навистина од голема помош. Лично ќе ве прашам вас како директор на клиниката и првиот човек кој што ги менаџира сите овие работи, колкав е предизвикот да се биде насекаде и во салите и помеѓу медицинскиот персонал и кадар и всушност достапен 24/7. Еве ќе кажам дека и гостувањето дури го направивме и малку порано затоа што навистина сте потребни кај пациентите. Одговорност и чест е да се биде, нели, директор на ваква голема клиника. Бара постојано присутност на клиниката, брзи решенија, затоа што секоја секунда значи живот, добар тим кој што стои позади мене. Сега за сега мислам дека имаме добри резултати, на добар пат сме, па се надевам дека ќе успееме уште повеќе да го вратиме и да ја вратиме довербата на здравството во нашава Македонија. Благодарам многу за издвоеното време утрово, во интерес на вашето време кое што пациентите ве чекаат, тука го заокружуваме денешниот разговор. Ви посакувам уште многу успешни интервенции и зафати како ние што имавме можност да ги прокоментираме во денешниот разговор. Ви благодарам на поканата, се надевам дека допринесовме граѓаните на оваа земја да не слушнат, да знаат во која насока се движи здравството на Република Македонија и им посакувам добро здравје.